будење со Јулија. Најдраги мои, еве вие ја видовте на јавната шпица и веќе знаете дека е време за вашата омилена емисија или како што јас имам обичај да кажам, за нашето заедничко будење. Па, драги мои, се разбудивме во едно врнежливо и облачно време. Знаеме дека сите некако повеќе ни прија кога ќе се разбудиме со сонцето, но како и да е средина на ноември, драги мои, па и нормално е да има и дождови и нормално е да го очекуваме и снего, така да ете, сите ние некако мораме да се прилагодиме на овие временски услови, но понекогаш се прашуваме дали сме се прилагодиле на се она што ни се случува, што ни носи животот, драги мои. Затоа што животот, колку и да го планираме, денеска имаме толку многу разноразни учења, толку разноразни совети, морам да кажам дека сите стана учители и советници, поготово на социјалните мрежи. Но се прашам понекогаш дали ние кога даваме совети на другите, колку ние се однесуваме во склоп со сето тоа, колку ние нуркаме некаде во себе за да видиме што е она на што ние можеме да се прилагодиме или како ние да промениме нешто пред да сакаме некој друг да се промени или дали е можеби подобро да сватиме дека секогаш можеме и единствено само да се менуваме себе си, а она што не можеме да го промениме, тоа е нашата околина или едноставно сите оние услови кои што ни се појавуваат во животот како предизвици, тогаш тоа некако да го препуштиме поспонтано, да имаме трпение, да сочекаме што ќе ни даде универзумот, каква некоја убава идеја ќе ни се роди за да можеме едноставно да се усогласиме или да се избалансираме за полесно да минуваме низ животните предизвици. А животни предизвици имаме и тоа како, имаме сите. И затоа сите кои што мислат дека некому животот му е мед и млеко, драги мои, знаете дека не е така. И знаете дека на оваа планета и во овој живот не сме дојдени за да го минуваме животот онака мазно, онака глатко, да ни се случуваат само убави работи, туку напротив, ние како души во тело дојдени сме по животни искуства, а животните искуства не се секогаш убави. И тоа може да бидат и тоа како болни и како предизвикувачки и затоа е битно, најбитно всушност од се да сватиме дека овдека сме дојдени да се соочиме со тие животни предизвици и да најдеме начин како да излеземе или како повторно да бидеме во тек или во ток со животот. Затоа што животот е ток, животот е река, животот постојано тече. Како ние ќе се вклопиме во таа река на животот? Дали ќе одиме со реката низводно, како што се вели, или ќе се опираме, ќе весламе назад, тоа, драги мои, не може никој да ни го даде, освен ние самите. Затоа што тоа се наши одлуки и затоа што треба да бидеме свесни дека само од нашите одлуки зависи како ќе го креираме нашиот живот. И затоа да не ни биде криво, кога некои работи или ќе донесеме погрешни одлуки, или кога некои работи едноставно се колебаме и немаме храброст да донесеме одлука и да ги промениме ние самите во нас, тогаш не треба да ги обвинуваме другите, да ја обвинуваме околината, да го обвинуваме Бог за судбината, заради тоа што ние, едно е сигурно, не можеме да побегнеме од она што е наша судбина, но додека го живееме овој живот, можеме секој ден да го менуваме, да биде покреативен, да биде порадостен, да биде во склад, како што реков, со текот или со токот на животот. Драги мои, денеска вашиот водител и мотиватор на вистина се потруди да имам прекрасни гости, како и секоја емисија. Една прекрасна убава енергија која што ќе прострои низ емисијата, но јас пред да ви ги представам моите гости, секако дека ќе отидеме со една музичка numera, за да можете и вие да се намесите пред малите екрани и во мир да го проследите нашето заедничко будење. А јас за почеток исто така ќе се заблагодарам на мојот бренд кој што ме облекува и се грижи во секоја пригода да бидам
нели онака адекватно облечена и поготово иако ова джемперче, ова комплетче е малку потопло за мене, бидејќи јас мора да кажам дека сум малку заклетчика, но е многу пријатно за топлите денови, за ладните денови, затоа што со еден ваков комплет на вистина ќе ви биде топло и пријатно и затоа што ни се ближи зимата, а тоа ќе ви го овозможи брендот ЖД Тамаш, кој што можете на вистина да го најдете и на Инстаграм и на Фејсбук и да си нарачате затоа што тие работат онлайн и секогаш се точни и секогаш имам гардероба ете за цел месец однапред, да не се грижам. Им благодарам од срце. И сега, ете, одиме со музичка номера, одиме да го започнеме ова наше заедничко будење со слава, молитвено, она моја позната песна за Мајката Божја, која што еве и денеска ќе оставам да не води низ ова наше заедничко дружење или будење. Со Јулија. Птицо моја недостижна, кон облаци извишена, летај в небеса ти радосна, како ангел со крилјата. Мајко Божја, Богородице, милостива владичице, имам силна верба во тебе, ке те молам за спасение. Мајко Божја, Богородице, милостива владичице, имам силна верба во тебе, ке те молам за спасение. Овде, мајко, гревот царува, болка тој ни дарува, солза, мајко, капнува, тебе пресвета те бакнува. Мајко Божја, Богородице, милостива владичице, имам силна верба во тебе, ке те молам за спасение. Мајко Божја, Богородице, милостива владичице, имам силна верба во тебе, ке те молам за спасение. Птицо моја недостижна, тебе дланка ти подава, дај ми зрно од радоста, искра надежда насмевка. Мајко Божја, Богородице, милостива владичице, имам силна верба во тебе, ке те молам за спасение. Мајко Божја, Богородице, милостива владичице, имам силна верба во тебе, ке те молам за спасение.
будење со Јулија. Ете, најдраги мои, ве поздравивме со номера за Мајката Божја, затоа што навистина, еве, овој ден сакам да го започнеме со благослов. Морам да ви кажам, драги мои, јас пред минатата недела имав навистина една многу специфична, многу предизвикувачка недела и затоа и одеше и реприза од мојата емисија, бидејќи во средата се одржа манифестацијата Љубов за сите и промоција на книгата Јас сум жива на мојот жив ангел небесен Ан во Кочани. Јас по оваа прилика морам да се заблагодарам на Кочани пред се на мајките кои што ги изгубија своите деца и кои што ме поканија да бидам гостинка и таму да испромовирам книгата Јас сум жива. Мене ми е жал што јас не донесов примерок од книгата, но се уште немам примерок бидејќи се е распродадено. Но како и да е, во некој од наредните емисии се надевам дека и за некој од вас ќе имам по некој примерок. Драги мои, тоа беше посебен ден за мене, заради тоа што кога ме поканија, уште кога се случи првата промоцијата овдека во Скопје, во Сулијани, големата манифестација Љубов за сите, веднаш ми се јавија многу мајки од Кочани, кои што навистина се на мака, кои што ги потполно ги разбирам затоа што делиме иста болка, иста тага, иста мака. И едноставно се прифатив и им реков да, ќе дојдам и во Кочани, ми беше навистина драго што можам да отидам и што тие мајки во мене гледаа некаков спас, некаква подршка, нешто што навистина можат, жена на која што можат да се потпрат, заради тоа што едноставно, знаете како, луѓето со истите искуства се препознаваат, енергијата која што ја делиме заеднички се препознава, не мора да се познаваме лично, но се препознава и на далечина, колку и да сме далеку. Драги мои, јас во студиото имам две прекрасни млади дами, кои што ги запознав на промоцијата во Кочани, кои што беа голема инспирација за мене, затоа што се тоа две млади прекрасни девојки кои што навистина и покрај тоа што се дел од тие големи трауми кои што Кочани ги доживеа, успеа некако да се издигнат над пепелта, што се вели со својата позитивна енергија, да креираат и да го живеат животот, спомнувајќи ги сите тие ближни, сите тие прекрасни ангелски души, а сепак да останат цврсто на земјата. И мене ми е драго што има такви луѓе, што има таква млада енергија. Јас сега веднаш ќе ви ги представам заради тоа што тие се креативци, овие книги што ги гледате се испишани од едната од нив, другата исто така е уметник, исто така пишува и покрај тоа што нема своја собствена книга, но има многу интересни настапи, тоа се две прекрасни души, две прекрасни, јас си ги нарекувам девојчиња, кои што непосредно ми помогнаа многу на самиот настап во Кочани и кои што заслужуваат да се дел од нашето заедничко будење, заради тоа што, драги мои, јас навистина во ова моја емисија, навистина вие знаете, зашто од самиот почеток секогаш сакам да го афирмирам она што е доброто, она што е позитивното, а мислам дека само ваквата млада, убава и креативна енергија ќе не однесе напред и тоа е нашата иднина, драги мои. И затоа денеска со мене се овие две принцези, едната се вика Марина Гоцевска, овие се нејзини изданија, а другата е Марија Михаилова, да. Ете, така јас помалку може и да ме меморијата да ми застане, но сепак како и да е. Им велам добре дојде на Марина и на Марија. Девојки, добре ми дојдовте. Добро ве надовме. Добро утро. Добар ден е веќе 12 часа. Добар ден, да. Така е, така е. Драги мои, ете, баш проговоривме кога дојдовте дека нели ова емисија е духовно будење и затоа не е битно и покрај тоа што будењето сте ги асоцира на утро. Да. Но не е утро, така? Да. Добро утро. Добро утро, да, како будење, ама ова добро утро и за духовно. добар ден Да. и за добра ноќ можеме да се разбудиме, така ли е? Точно, Па, еве да кажам дека навистина уште еднаш да ви се заблагодарам, дојдовте рано, можеби сте малку уморни? Не сме уморни, со ваква енергија не сме уморни, пак покрај ваквото тмурно време, ама со ваква емисија, будење, духовно будење, иако асоцира на будење утреско, ама сепак со убава енергија секогаш се разбудуваме
и духовно и секако на секој начин. И да сме уморни не сме. Кажи, Марија. И да сме уморни не сме. Не сме, Да, не. превод, да. Па не, се радувам што Да. навистина сте одговорни и што си дојдовте на време. Малку ме почекавте, но како и да е, подобро е што се вели нели на време да се дојде по вакво време отколку кога е на пат. Точно. Нели, може се и се што ете еден застој да Предвидливи случаи. настане кога врне дошта кај нас е тоа вообичаено. Да, и сепак сме многу возбудени околу емисијата и средбата со вас, иако веќе ве запознавме, така да подобро што дојдовме и да ве видиме и да се видиме повеќе. Благодарам многу. Па сега, најдраги мои девојчиња, јас на вистина ќе проговориме нешто повеќе и за вас, но еве јас подготвив една мала ретроспектива на настанот кој што се случи во Кочани. И јас предлагам да го видиме заеднички, да ги проследиме тие фотографии, јас ќе ги коментирам, а потоа ќе одиме со оној дел, ете и вие да дадете свој коментар, може секако да се приклучите кон коментарите на ова визуализација која што навистина сакав да ги видат гледачите заради тоа што навистина беше еден настан кој што мислам дека ќе се памети. Прекрасен настан. Точно. Навистина требаше таков настан да има во Кочани, да даде една убава енергија, надеж, зрак, затоа што сепак Кочани живее и треба да живее и покрај се што се случи. Токму така. Еве од режија одиме со фотографиите. Еве ова се значи делата на мојот жив ангел небесен Ан во Домот на културата Бели Мугри во Кочани. Јас се заблагодарувам значи на директорката Габриела, која што ми овозможи на вистина преку ноќ се случи да рече Јулија Евеа, драгата директорка Габи. Габи, поздрав до Габи, да ја поздравиме, така Габи. Серафимовска беше? Да, да. Да, Габи Серафимовска. Не, Стефановска, извинете, Стефановска. Стефановска. Габи, се извинувам од тука, Евеа Габи, која што ја отвори манифестацијата Љубов за сите и промоцијата на книгата Јас сум жива. И навистина сум благодарна, салата преполна. Благодарам Кочани што навистина дојдовте и што сакавте да бидете дел од оваа манифестација. Разменивме навистина многу емоции. Јас поделивме заеднички и тагата и болката, но на крајот мислам дека имавме и радост заради тоа што навистина едно нешто научивме девојчиња, дека нашите ангели се живи, дали е така? Да. Така, и во прав Значи- момент беше настанот. Мора тоа да Така, го значи ова дело јас сум жива, не е случајно. Сите ангели кои што отидоа невини во вечноста, едноставно треба да разбереме дека нема заминување без поголема мисија. Да. Ова е вториот алманах, Љубов за сите на Андријана Мациев. Еве овдека се исто така дел од фотографиите кои што сведочат за тоа во колкав број дојда кочанчани и ја исполнија салата. До последното место немаше место да се седне. И навистина публика, еве ги тука моите две принцези, да. Публика од секаква возраст, девојчиња. Да. Мене многу ми беше драго што имаш од најмали деца до млади особи како вас, до родителите. Да. Навистина беше прекрасно. И покрај тоа што еве ова дело е значи на Андријана која што е во Домот на културата Бели Мугри во Кочани, затоа што Андријана учествуваше на колонијата во Кочани и мене многу ми е драго кога директорката ми кажа дека во Кочани имаат и тоа огромно дело, не знам колкава е димензијата, но навистина огромно дело во Кочани, во Домот на културата се наоѓа и ете така и потече да ова иницијатива, значи да има голема изложба. Еве го овој дечко, како се викаш? Давид. Давид, да го поздравиме и Давид, тој е уметник. Давид. Да. Тој баш ги пофали сите дела, а тој е многу строг како мислам строг. Да. Има Да. така критериум Аха. доста висок, а баш знам дека искрено од срце ги пофали сите. Еве дела. сум и со вас двете. Да. Еве сум и со вас двете, навистина. Ви благодарам од срце. Ова е Ленче Стојменова. она Исто дали е писател, афористичар. Браво. Да, има многу книги издадено. Она ми е навистина голема мотивација да почнев да пишувам и ме водеше така низ Ова си ти, Маринче, води, да, спомена. јас. Сосема книгата. случајна, убава средба. Да, ќе кажеме и Ништо не е подоцна. случајно. Да, Ништо не е случајно, да, еве дел од делата на Андријана.
Навистина ми е драго што толку имавме убави моменти кои што ги споделивме. Ова е до мене уредничката Наташа Данчевска, која што исто така беше присутна на издаваштвото Икона. Еве да кажам дека оваа жена Тамара дојде од Хрватска, од Словенија, бидејќи има сопруг од Кочани. И рече дека ме прати на порталите, на социјалните мрежи и дека навистина со задоволство специјално дошла за промоцијата. Еве овдека како ги потпишувам книгите заради тоа што навистина голем интерес имаше за книгата и мислам дека за многумина, за сите што ја купија и ќе ја прочитат, ќе биде духовно четиво кое што ќе им помогне да на некој начин и да излезат од целата онаа криза и тага и болка и чемер. Сигурно. Да. Еве, имаше многу убава атмосфера која што навистина беше поддржувачка во смисла дека се ни беше заедничко. Еве овдека Марина како го чита делот, значи Марина благодарам што беше дел од промоцијата и ги читаше сите оние делови од книгата на Ан. Беше моја огромно задоволство, навистина. Исто како да имам запознаено лично, иако се немаме запознаено со се што прочитав. Да, ти ми рече навистина кога додека читав за Андријана, добив впечаток дека навистина морам и јас да имам таа книга затоа што некои делови многу ме допреа. Да, точно така. Кога кажував со Андријана, нели, каков човек била и за се, значи буквално, ме допреа и јас сум единица исто така како Андријана и за сите уметности, сите работи што ги има правено, што нели поминала, едноставно многу се внесов во тоа и со уметноста и буквално со се и навистина како да кажам, кога читав како да читав од нејзино име, се потрудив така максимално емотивно и на секој начин да успеам да го доловам. Знам дека нели не може да биде, ама едноставно мислам дека успеав барем дел емотивно да биде, и сепак на крајот да биде она зрак, светлина, дека ќе биде добро, надеж и дека се уште тука. Затоа и така читав како, нели, дека е тука. Апсолутно, и така беше. Со убава енергија. Некако... Многу беше убаво, еве како што вели Марија, беше навистина автентично. Јас сега би предложила, има две видеа, да го погледнеме видеото од директорката Габриела и малку дел од она што јас како испеав Мајко Божја и навистина цела сала имавме и солзи трансформативни и во радост госпелно ја започнавме манифестацијата. Со Јулија. Дојдовте и од мене во Центарот за култура. Најпрвен се радувам што вечерва сме домаќини на 9-то издание на манифестацијата Љубов за сите, чиј идеен творец е мултиталентираната Јулија Мациевски. Тоа е добро позната на македонската јавност. Со Јулија се запознавме преку заеднички пријатели, со намера да го промовираме најновото дело, автобиографската книга Јас сум жива, за нејзината прерано почината ќерка Андријана Мациев. Дело на која Јулија е коавтор. Заедно проценивме дека на Кочанчани во овие моменти и е потребно едно живо сведоштво од испреплетени и тажни и радосни емоции од една храбра жена и мајка. И од мене за крај. Пред да започне предвидената програмска содржина, би сакала накратко да се осврнам на моето запознавање со Андријана. Ја запознав 2019 година. Таа беше учесник на нашите традиционални петровденски конаци, на ликовен перформанс на летната сцена во Кочани, од спротивната страна на паркот. Таа беше учесник и беше дојдена со својата мала ќеркичка.
беше толку скромна, тивка, ненаметлива, а сепак спонтанна. Но штом застана пред платното, со четките и боите делуваше толку моќно и самоуверено и вешто ја привлече кочанската публика да и се придружи. За спомен ни остави едно големо дело, кое што Јулија претходно го покажа, за вечно да ни ги краси просториите на Денлукри. Од мене толку, продолжуваат на Јулија Мациевска, Наташа Данчевска, промоторка и книгоиздавателство, представник на книгоиздавателство Икона и нашата презентерка Ивана Атанасова. Ви благодарам. Можеш да појачиш го. Будење со Јулија. Ете, драги мои, видовме еве вака малку и визуелно, што се вели малку повеќе од настанот, и покрај тоа што имаше многу видеа, но секако дека не може се да се прикаже, да се покаже, но како и да е, еве барем малку да имате представа, а овдека си и девојките Марина и Марија, кои што еве можеби уште малку би сакале да споделат дел од она што тие чувства кои што проструја на манифестацијата, да не биде пристрасно дека еве јас девојчине нешто кажувам. Вака, може многу да зборувам, многу, но ќе бидам кратка. Манифестацијата беше преполна со чувства, искрено. Значи, поминавме и болка, и тага, се подсетивме на некои работи, но на крајот видовме зрак светлина, зрак надеж и навистина вакво нешто му требаше на Кочани. Вие навистина бевте потребна да дојдете во Кочани, да ја направите таа манифестација, да зборувате за вашата ан, да ги спомнете и нашите ангели. И книгата што сите ја зедоа, ја купија и сакаа да ја прочитаат, потоа и други книги продадовме. Сите сакаа да имаат книгата и навистина, мислам дека на многу луѓе ќе им помогне. Вашата енергија, вашето излагање, вашите чувства и вашата сила како мајка лавица и како жена борец навистина беше прекрасна. Сега ви кажувам наотворено, ви кажав и толку убави коментари имаше по манифестацијата, дека многу болка, тага, значи сите се и плачевме и се воздржувавме и сија тагата споделувавме, а воедно и среќата сите сме заедно склопени и знаеме дека нашите ангели се живи, да спомнуваме убави работи, да правиме, како што кажавте вие, работи што тие ги сакале, дали ќе пееме, дали ќе пишуваме, дали ќе зборуваме, да ги помтиме по убави работи, убави нешта. И навистина, мислам, ни недостигаше нешто такво. Публиката кажуваше тоа, толку многу народ имаше. Значи, деца од најмала возраст до највозрастни. Сите сочувствуваа со болката, сите има емоции, дури и гостинката од Хрватска, потоа се сретна, кажа импресии, значи неверојатни. Требаше нешто вакво, навистина, и сакаме пак да ни дојдете во Кочани, заедно да бидеме во целата ситуација, сепак да има нели, и надеж, и зрак. Нормално е
и болка и тага, сето тоа е процес кој треба да помине. Нормално да исчистиме и нашата душа и нашите срца, затоа што длабоко во себе секако имаме и болка и се треба и време и се затоа што нели се случуваат многу и убави и лоши работи. Меѓутоа ова беше едно многу големо доживување што дојдовте, а и сликите што беа од дан беа прекрасни, навистина уметници ги искоментираа и ние бевме фасцинирани и од уметноста, и од пишувањето, и од се, и навистина сме среќни и што ве запознавме лично. И еве, ништо не е случајно, што се запознавме, искрено имав голема желба да ве запознаам, ама ова беше вистински момент, затоа што требало да бидам и дел директно од вашата промоција, ама и еве гостинка во вашата емисија. И за книгата, и за вас може да се зборува многу, ама еве во кратки црти, сакам да бидам кратка, да не должам многу. Секој, мислам, што може да си ја има книгата, јас сум жива и навистина мислам дека тоа е едно, како да кажам, просветлување и помош за нели за сите кои што за се сите. Да, се трудам да радам со зборови. Благодарам Марина, благодарам од срце душа. Марија, еве, нема да те запоставиме секако дека имаш право на збор, повели душа. Па јас би се надоврзала за тоа дека ништо не е случајно, пошто Марина скоро се кажа, нели јас ги делам незините мислења дека баш во вистински момент се случи тоа во Кочани. Знаеме сите нели од кои причини. Ама би се надоврзала со ништо не е случајно, зашто верувам во синхроницитети, нели, што ни се случуваат нонстоп во текот на животот и сега некој ги забележува помалце, некој повеќе, вајда претпоставувам има врска тоа со нашата духовна разбуденост, баш во склоп со емисијата. И вибрацијата на која што вибрираме како духовни битија. Точно, да. Ама некако тука се цело време тие некои ситници навидум, но значат многу, нели? Баш така. И баш би се надоврзала за делот. Ништо не е случајно дека ние баш имаше саем на книгата, нели, во текот на претходната недела, баш кога беше настанот. И јас обично си спремав секогаш комбинација нешто што ќе носам за наредниот ден, што од вечерта и некако во последен момент, не знам ни јас зошто, се предомислив за нагоре да облечам нешто виолетово. И Марина баш беше во нешто виолетово, нели баш тоа го зборевме. И директорката. Да, и некако, ама јас во последен момент, не ни знаев за настанот. Значи дента дознавам и се информирам што како, од прилика знаев за тој случај, нели, за со книга напишана, довршена, ама не знаев за која лично се работи. Да, нешто си начула, не си слушнала. Да, јас знаев до пола, Марина ми кажа за која лично си готова, одеме, да, некако така спонтано се договоривме, зашто таму завршуваме во 18 часот, а настанот беше од 18, ако од добро паметите, ние само што влеговме, наставија напред и вие тогаш почнавте, како нас да не чекавте некако. Зашто имаше точно две столчиња кои што луѓето се плашеа да дојдат, нели, не да мислат резервирано за некој, да. И ама реков сите нека си седнат, дојдете девојчињаци, да, и баш некако како за нас да беа тие, баш како да не чекавте да почнеме, а претходно баш да се надоврзам за виолетовата боја, дека една жена што работи со нас, Кате, ја поздравуваме и сега, многу ја сакаме. Поздрав, Кате. Да, ова камера е ваша таму, добро. Океј, да. А ја па се гледам на кај монитор, нема врска, да. И зборот ми беше дека таа ни прокоментира нешто и вие двете сте во виолетово, уште не ни знаевме за настанот. И ние си збореме со Марина и она вика, тоа е бојата на Јоргованот, на Божјата мајка. И нели, оти знае дека на мене седмата чакра. Да, на мене виолетова боја. Значи да, а на мене ми е омилено цвеќе Јоргованот и таа затоа ми го потенцираше некако тоа Марија, а јас имав пратено нели као легенда тоа. Ништо не е случајно, Андријана обожаваше Јоргован. Да. Ете, сега ми ги обожава. И слушај, и сега е она со нас. Па секако е, да. И дури таму јас реков, сите ангели се со нас, таква да. енергија имаше. Точно. Затоа што тие беа со нас. Значи целата се ежам, тоа е баш знак велат дека кога се со нас, нели, кога се ежеме. Некој знак ќе дојде од некаде, ќе се каже макар со збор да се потсетиме што е тоа. Да, и баш тоа беше пошто јас ја имав пратено таа како приказна, нели, за мајката Божја на таа Кате, што ме потсети во моментот. Она да не ми кажеше, немаше мене одма да ми текне искрено да се сетам на Јоргован, иако толку многу го сакам, ама виолетово нешто. И баш, значи, тоа, не знам дали ја знаете, ќе ја кажам на кратко, значи, као Божјата мајка, кога баш била, нели, кога ги гледала сите страдања и таа губи чедо,
Значи, незиниот Исус за неа е син, исто како на сите мајки, нели, што им се децата деца, нема врска. И реков јас и на манифестацијата, има многу што изгубено, има некој што навистина едното единствено чедо, како што беше и мојата, и таму други родители кои што едното единствено чедо, па ние сме исто мајки како Марија, кои што навистина нивните чеда беа жртвувани за повозвишени цели. Точно, баш точно. А ја делиме токму истата судбина, затоа што не е ништо случајно. Да, она, значи кога била изнемоштена, веќе не знаела ни што со себе, од толку само пешачала и само легнала под едно дрво, нели, под сенка. И значи тоа дрвото, нели, сите дрвја, сите растенија, сите имат некои вибрации, чувствуваат и само почувствувале дека треба да ги сите лисја да паднат врз мајката Божја за да ја стоплат. Да. И таа кога се разбудила, го благословила и затоа нели оргованото е единствено цвеќе што расте на дрво. Токму така, И како се надоврзува целото тоа, значи баш сите овие работи ми се вртаа во глава и вие почнувате со молитва сега што ја слушавме таа. Значи како да не се расплачеме, мислам, ама тоа за убаво, нели, како што зборувате вие, не да таа песна прочистува нашите емоции, затоа што сите сме жени и сите ја носиме мајката или сме поврзани со мајките или утре ќе бидеме мајки и така да таа женска енергија мора ние да ја истрансформираме, да ја прочистиме низ нас, заради тоа што ние, поготово овдека во Македонија, жената со векови била и потиснувана, и помалку вредности се давало, омаловажувана, мајчинството како мајчинство не е баш така признаено, а треба да се даде пиетет зашто само една е мајка, зашто жената има единствено божествена моќ како Бог. Првиот олтар на земјата бил во утрова женска, што повеќе да зборуваме, нели, да. И баш така некако ви благодарам од срце на вистина. Сега ќе прејдеме малку на вас, вака си прокоментиравме и ги поздравуваме сите оние наши, да речем веќе мои пријатели, а и ваши од Кочани, роднини и пријатели кои што можеби и ве следат и сега директно, ако не ќе ги гледат нашите репризи, ќе ве гледат на YouTube од емисијата, така да навистина и од срце ги поздравуваме и велам уште еднаш секако дека нашите дружби со работки ќе продолжат, затоа што таму има и тоа каков потенцијал, барем јас го видов таа вечер, што сум навистина благодарна на Бога од срце. Сега, нешто што вас двете ве поврзува на некој начин, тоа е овие уметности, овие таленти кои што ги имате, за кои што си двете толку многу надарени, што мене ми е толку многу драго, заради тоа што во сета таа, како да кажам, и тага и болка, запознаваш баш онака, како што рече и Марина, светлина, а вие сте таа светлина која што едноставно не можев да не ја заприметам, не можеше да не ве поканам, заради тоа што кога во една таква, да речам, траорност, една таква загуба, има толку млади души, а свесни. Свесни дека треба да бидат тие водилки, тие трансформатори на нештата, за да можеби оние луѓе во неа постари генерации кои што носат уверувања дека готово е, дека се престанува, дека навистина веќе нема радост и дека како што велат Кочани е мртов град. Не, јас сакам да покажам на луѓето, и таму дека Кочани нема да биде мртов град, дека тоа е град на живите, дека нашите ангели се живи и дека има ангели на земјата кои тоа ќе го сведочат и ќе го кажуваат. И многу ми е драго што навистина сте толку креативни, толку една убава енергија. И затоа и сте дел од нашето или од моето будење, сосема заслужено. Ајде да проговориме, ќе проговориме за тоа, за да речеме за тие ваши интереси. Јас сега ќе ја прашам први на Марија. Марија, бидејќи ти си, како да кажам, една девојка која што има многу интересни таленти, а ми рече од друга страна дека си математичар. И рече се запишав на факултетот по математика, а сега сум скроз во уметноста, значи како некогаш ние можеме да речеме, да разбереме дека можеби едно нешто да сме таленти, но не можеме тоа да го ни животот нема, можеби тоа да не биде преокупација или животна определба. И сега си посветена на уметност од повеќе аспекти. Кои се твоите таленти? Што се прави Марија? Па,
Што се прави Марија? Со што се исполнета? Секогаш ми е полето најчудно. А еве и нашите гледачи може да приметат како си и каква ти е фризурата, каков ти е имиџот, стајлингот. Па да, секогаш така, не знам зашто, као поразлично ми велат дека изгледам, но јас така некако се изразувам и преку облеката, и преку фризурата, и преку се. И што знам, вака што го почнавте моабетот, нели, за математиката, дека тоа студирав и сум абсолвент веќе доста време. Но, значи, тие другите афинитети што ги имам од секојаш од како знам за себе, пишувам поезија, глумев аматерски предходно, сега завршив еден курс кај Џолев и уметностите за филм и филмски актер, тоа нели од како И знаеш што ми беше најдраго, извини што те прекинувам, што баш вечерта ти соопштија дека доби улога во филмот. Да, добив улога во кратко филмче, да, и многу бев среќна, да, баш ми стигна мејл дека беше настанот, да. И тоа и завршив исто и за аудиопродукција курс, исто така твора музика, некој лоу-фај хип-хоп, малку поразличен стил, можеби чуден за девојче, но така јас секогаш се пронаоѓам во некои такви поалтернативни уметности. Значи, тие таленти што ги зборувате, така ги нарекуваат, нели, јас секогаш се чувствувам чудно кога треба јас самата за себе да зборувам, но нели некогаш мораме да ги кажеме. Да. Слушај, сите немаат многу таленти, затоа треба навистина да бидеме благодарни да Бог кога сме обдарени со толку таленти. Да. Значи, да тргнеме по некој друг пат, да си речеме дека треба сега ќе се запишеме на факултет некој. Јас бев природно-математичко подрачје, нели, во средно. И као некој посигурен пат одбрав. Да. Нели, со така некои се случува. околности, да. Ама тие другите работи ќе тлеат во тебе, во нас, во сите. Не може да исчезнат туку така. Значи, кога тогаш некако ќе пробат да си го најдат својот пат, така да И дали си радосна што го живееш својот сон на некој начин, секако, да. Имаш и понуди, имаш креативност, имаш некако навистина исполнет живот, не е она да стагнираш или да речеш сега не можам, не отидов професионално со глума, ама сепак си исполната затоа што навистина имаш секако, да. Се активирав повторно. Така, душо. Ќе видиме подоцна малци од фотографиите. Еве сега Марина да ја прашам. Марина, се случи да бидеш промотор на книгата на Ан, читајќи ги деловите од книгата. Јас бев фасцинирана од тоа како читаш и отпосле дознав од нашите муабети, значи за твоите таленти, дека навистина си била и водител, дека си работела и на радио, на телевизија, дека пишуваш, дека имаш овие толка се твои книги со поезија, кои што навистина еве го живеат животот на некој начин, ќе видиме во кој распон, во кое време. И така да, навистина, една исто мултиталентирана девојка и затоа си секако денеска и дел од нашето будење. Па ајде да видиме како започна твојата желба за уметност и што е тоа се што те преокупира. Вака, јас уште од мала сум била многу хиперактивна и уште сум и секогаш сум имала некои желби, потреби за пишување, за уметности, ама не сум ги толку многу покажувала буквално. Значи, како сум ги скривала. Кога сум пишувала нешто, потоа можеби нема да бидам сигурна ќе го фрлам, како голем број на писатели што имаат уништено цели романи. Така, јас работев во телевизија и Во која телевизија работиш? Телевизија Кочани. Тоа беше одамно, тоа беше првото искуство со водителство, со манифестации и слично. Јас пак во радио. Да се надоврзам на радио. Многу поврзаности, вака сме различни, ама многу поврзаности. И така започна се, почнав да одам во библиотеката, да се вклучам во нивниот клуб, литературен клуб Копнеш, почнав да пишувам, пробав, почнав и видов дека емоциите сами почнаа да доаѓаат, да пишувам. И едноставно, кога имам, пример, болка, тага, среќа, нели, нормално емоциите излегуваат, пишував и така дојде до ситуација на раѓањето на мојата прва книга. Тоа беше во 2017 година и како што спомнавме за сликата со Ленче Стоименова, што ми беше таа водилка за продолжување и давање поттик за пишување. Ја издадов оваа прва книга и се вика Кога срцето гори. Да, баш гори, нели, од радост, од тага, од среќа, значи од секако вид на емоција. И сите тие емоции си ги запишував на хартија. По извесно време, помина некој период, ја издадов и втората книга,
таа е Сакам љубов да дишам, што сепак е пак со нешто духовно, или да дишеме љубов. Сакам љубов да дишам и овде има еден многу прекрасен цртеж на една уметничка од Делчево, која што го прави ова со пегла. Виолетово е тоа. Може да ја видам јас? Да. Затоа што тука ја немам во овие Да. ова тие. Аха, и како велиш како ја прави таа уметност? Со пегла и со бој. Можеме да ја прашаме дополнително, значи таа ми ја, мислам јас побарав од неа затоа што сакав да ја има и навистина прекрасна. Виолетова боја пак. Да. Пак поврзани сме со универзумот. Сега него ни Поврзани размислив сме. тоа. Да. Искрено и кај мене е се виолетово во последно време, инаку ми е розева, ама сега се е виолетово. Не знам, Јургованот го ја сакам ирисот и се, ама не сум толку детално размислувала на тие нешта. Да. Епа секогаш знаеш како нешто ќе кликне за да не развози, за да освестиме дека всушност тоа се знаците на патот. Будење со Јулија. Деловска се прозива, да, сега од толку возбуда на сето тоа не ми ни текнува на името, ама ќе ми текнат, ќе ја спомнам, секој ќе ја поздравам, затоа што прави прекрасни слики, уметности, значи немам коментари. Еве едно дело нејзино прекрасно стои на мојата книга, што јас премногу сакам уметност, навистина. Не сум некој талент да цртам портрети или слично нешто, ама сепак таа желба во мене секогаш гори и кога ќе видам дела како што ги видов наан, толку бев воодушевена и толку бев среќна, затоа што премногу сакам уметност. Потоа инспирација сепак децата, се роди оваа книга, работев тогаш во приватна градинка Амичи и Книгата се инспирација вика Весели рачиња. Да. И инспирација искрено добив ти розева, Да. Инспирација добив за да напишам, а оваа книга е посебна затоа што освен што има песнички за деца, сите деца што би беа ученици, не сите, затоа ставив оваа слика, затоа што дел од нив ги има овде како што имаат нацртано нивни цртежи, од кој потоа некои станаа вистински уметници. Ова за време на короната со маски сте тука затоа, некој. да, имаше коментари од типот како демек зошто баш таа слика со маски да бидете. Да, за да се знае дека во тоа време кога сите бевме во една ситуација, во еден пат, една и страф и се, значи пак една негативна енергија. Дома, значи затворени со се. Јас ја развивав таа моја како да кажем, желба и правев и затоа никогаш нема да заборавам кога ќе видам ова е во корона. За време на короната, да. Ова е сведочење, а инаку вие го живеете животот без маски, тоа е најинтересното и најубавото нешто. Точно, а затоа вака, знам дека ни за да, нели, можеби не знам толку естетски, ама и тука беа сите деца затоа што сакав ниту едно дете да не биде нели запоставено и голем дел има цртежи, секоја песничка и цртеж и од тие деца добија многу награди, имаат некои самостојни веќе изложби, така да ја поттикнував и нивната желба за творење, пишување, цртање. Еве со илустрации, со нивни, значи со нивни илустрации, книжката е баш убаво изилустрирана, прекрасно душа. И така, имам слики, ова ракичка, ова раче, ќе го спомнам и ќе ја спомнам мојата почината другарка Марина. Ова е рака на незиното синче, што не можеше да нацрта нешто затоа што беше многу мал, беше 2 години, ама сепак да не биде изоставен и тој да биде дел од тоа и да знае дека нешто има, дека неговата, како да кажем, другарка на неговата мајка мислела на него и еве го ставила за да се сеќава на тоа. Така да оваа книга доста интересна и со убави пораки, убави наслови за градинка, здрава храна и се што е потребно на дете да знае, да му биде весело, да си го развива речникот, да може да си прочита кога веќе може да чита. Инспирација децата, затоа што мојата работа е поврзана со деца, јас работам во градинка, инаку бев учителка во градинка, имам предучилишно воспитание завршено и магистрирано психологија. Браво. Така да, ама делот ми беше, поточно магистерската ми беше за емоционалната интелигенција на децата, што е многу важна работа и кај возрастните и кај децата. Искрено, сите овие 7 години работев конкретно на развој на емоционалната интелигенција, на нивната самостојност и така да срекна сум што покрај толку многу години поминати, децата ќе дојдат, ќе ме познаат, ќе ме поздрават, ќе ме гушнат и тоа е многу, значи, за мене драго, затоа што јас сум оставила многу убав трак кај нив. И секако, нели, навики и сето тоа се продолжува, но сепак основа, некој корен. Да не должам, ова е последната книга, Раѓање на светлината, можеби секако, нели, се е со причина, Раѓање на светлината.
Така да интересен наслов, поврзан исто со сето ова. Со сето ова и тоа е во делот на пишувањето. Раѓање на светлината, значи баш и овој убав наслов, затоа што сите овие книги носат светлина, но еве некогаш имаме потреба, можеби баш и моментите се такви да се потенцира она дека секогаш светлината повторно и повторно се раѓа. Па да, затоа и таков наслов како нели и покрај се што се има случено и што се случува и еве и сега ова како што се случи, еве раѓање на светлината, значи навистина насловот кој што сме го одбрале, сум го одбрала. Маринче, предлагам, имаме фотографии. Од режија да ни ги пуштат фотографиите, малку да ги скоментираме. Значи, ова се фотографиите на Марија. Значи, одлично. Марија, ајде да видиме што е ова што гледаме. Ова е фотографија од една манифестација, не знам колку се чита, да ги погубиме со убавина, се вика се манифестацијата. Тоа се случуваше во Кочани, значи во околината на Домот на култура. Сега малку треба да убрзам, ова е веќе аудиопродукција курсот што го завршив, што ви спомнав. И тоа беше за време корона. Ова беше после кој ги земавме дипломите, значи веќе затоа не се носат маски. Еве гледате овде се сертификатите, носиме и ние маски. Да, баш тој период беше. Но затоа стваравте уметности за време на корона и тоа е тоа. И баш многу луѓе се посветија на креативноста. Ова е од една работилница за дизајн, што бе во Виница, таа се одржуваше. Овде ги цртаме прво нели како скица, па потоа работевме во компјутер и направивме. Ова е веќе кај нас во библиотеката, на сајам на книга, еви Марина е овде и Кате, што да ја поздравиме директорката на библиотеката Кристина, Кристина, со која што исто воспоставив контакт и требаше таа исто ме покани во библиотеката да го направиме настанот, но отидовме во Домот на култура, Габи, значи за да биде да може и повеќе луѓе да бидат присутни. Па претпоставувавме дека ради тоа е за збирка за посветена на Кочо Рацин, а ова баш ми излезе меморија, повторно се потврдува дека ништо не е случајно. Ова беше на промоција на книга од Иван Антовски, посветена на Горан Стефановски, Идентитетот е приказна. Овде читам од Горан Стефановски. Ова е во хор кога пее во средно училиште. И претходно, како Ептен помала, имам во едно фестивалче во хори во ритмичка игра. Ова е од водителските денови. Исто и јас завршив еден курс и по новинарство. Тогаш, нели, што спомнав, што водев радио емисија, заедно со овие две другарки. Ова е малце поново, од снимањето на филмот Горчливо сладко, што во моментот е во фаза на монтажа. Ова мислам дека е ако се подредени така поред. Не, ова е од претходно кога одев на филм и филмски актер, кога снимавме кратки филмчиња, тоа ни беше како за крај на курсот. Баш после тоа требаше да глумам во една серија, ама се случи короната. Ова е во плейбек театар со една италијанка во КСП центар Јадро. Траеше 10 дена. Имавме плейбек театар, е многу интересна техника. Ова е во средно, уште кога глумевме аматерски, во Домот на културата, Изгубеното ехо се вика представата. Јас бев принцезата. Да, се гледа. Три сме принцези, да, се гледа тука подобро. Баш убави спомени имам од тоа време. И подоцна глумевме и овде на Лица без маски во Србија. Ова е во Виница на Слободна зона фестивалот. Имавме како кратки етиди, имаше и музичка програма и ние глумевме исто така, што веќе го нема тој фестивал. Ова е исто да ги погубиме со убавина. Надвор на летната сцена и околу цел Дом на култура имавме насекаде, буквално имавме и живи скулптури, некои што поминаа, ова беше како да го потпираме ние Домот на културата. Целиот ансамбл, да. Толку убава идеја, да. Да, имав и баш тие живите скулптури колку и да изгледаат, нели овде има статуа фест во Скопје имам видено. Еве, една од тоа е многу тешко да стоиш многу време вака. Да, како знам, тоа го знам од внука ми Стефанија, и она имаше сега некои статуи за Порше. Да, цело време да стои како статуа, вели тоа е баба. многу тешко, ако изгледа едноставно, ама многу е така треба и мускули да имаш и се и физичка подготвеност. Баш и плюс и што случајни минувачи што минуваат. Ова е од работилницата што ви ја спомнав за веб дизајн, јас направив омот на CD,
што може би некош и ќе се оствари. И CD-то ова е веќе Марина. Да. Ајде, Маринче, да ги видиме твоите фотки. Портрет, книжевен портрет во Виница. Не, поточно, ова е промоција и во Виница на мојата книга Раѓање на светлината. Правев во Кочани, а потоа правев и во Виница. Ова е во Кочани, Раѓање на светлината, промоција на книга. Пратив неколку јас затоа што има многу за зборување и вака нешто кратко и јасно да се прати. Океј, И кажи, ова е Раѓање на светлината, ова е работилница на тема емоции со децата, таа ја правев претходното лето и навистина ја правев во Виница и во Кочани и имаше така ова е Сакам љубов да дишам промоција на книгата. Каде беше промоцијата во Кочани? Библиотека Искра, да. Па потоа правев книжевни портрети во Виница, и во Штип, и во Кочани правев исто така неколку пати. Ова е на првата книга, Сакам љубов да дишам. Еве и тук сум во розово. Баш си. Да. Посебно. Поинаква, да, одамна, да, ова е и овде исто така. Убаво е кога се подпишуваат сопствените дела, нели? Точно, да, ефтен. Убаво чувство е Убаво. сепак. Ова е во Штип, читање исто така на мои творби на една манифестација Гордана Коцева, која што е чината. Ова е по босоногата на светлината, хуманитарна, во Скопје, мислам дека беше, да. Ова е на последната. Ова како принцеза си овде? Да, весели рачиња, да. А ова е на весели рачиња, Промоција. да, во склоп на книгата. Да, во склоп на книгата, децата имаат и нивна музичка точка кога игра исто така. Ова е во Виница, тука сум како модератор, водител на музички настан. Ова е во Велес, читање на мои творби. Често инаку сум модератор на промоции на книги и музички настани. Ова е исто во Скопје на Милица Паулус, така литературен конкурс, тука добив прво место. Милица знае често да одржува такви настани. Да, да. Тоа ми се, така кажано, првите така позначени и големи нешта кога бев ептен активна и тука добив исто така прва. Тоа е во Кочани и читање на стихови. Прва награда? Да, да е Аха, за статуетка, твоја. да. А и овдека и статуетка? Да, да. Ова е исто во Штип, Гордана Коцева со Ленче и моја другар Андре, го поздравувам. Да, и ова е по босоногата на светлината. Тогаш беа вклучени лицата од Струмица. Ова е во Битола. Со Милица И со Паулус и со Гордана. Гордана Такец. Да. Ги препознав. Да. А ова во средината си ти? Со малку потребна коса изгледа. Да, ова сум јас, со Андре и со Ленче, на промоцијата на книга. Еве се е розово виолетово, сигурно со некоја. Ова од последните веќе, ова е Виница, литературен, да, Виница, литературен портрет, книжевен портрет, поточно и Марија беше тогаш. Да. Делото. Познав. Следивме така Кратко и убаво јасно. визуелно да се и гледачите да ги запознаеме на вистина. Да. Знам дека имаш уште многу, ама многу, сега кратко. и рековме да нели да биде вака информативно, да имат нашите гледачи представа и покрај тоа што мислам дека луѓето вашите пријатели и цело Кочани ве знае многу подобро, но еве ова можеби ви е вака еден да речеме прв настап во јавноста да запознае пошироко слушајте, може кога ќе почне да фрнчат позиви за гостување, тогаш ќе се сетите дека прв пат сте били кај мене. Да. И тоа заедно. Заедно, да. Да, заради тоа што навистина секогаш можеби нема да се случуваат вака, нели, вакви некои заеднички гостувања. Ете, јас некако видов двете заедно и навистина ми е драго што дојдовте. Сега би сакала да ве слушнам нешто, да прочитате, да изрецитирате, да ве слушнат нашите гледачи, онака, нели, како и тој талент како го владеете. Да, секако. Кој прв ќе биде? Ајде Марина нека е прва. Јас да најдам. Ќе прочитам од последната книга. Нешто. Сите 4 книги се ми различни, искрено. Добро. Со емоции, со се. Така да секоја книга своја приказна. Да, па не, зависи нели во периодот во Како кој се се пишуваат стиховите си носат своја енергија и така да апсолутно. Еве што ти е вака можеби да речеме најсвежо, најдраго повели. Да, еве ќе прочитам како што е насловот на книгата Раѓање на светлината и нели да се раѓа нова светлина, нови позитивни вибрации и убавини.
Раѓање на светлината. По патот код изгре сонцето го пронајдов изгубениот чевел на самовилата, која ми го покажа патот кон бесмртноста. Лелеав блесок ми ги ослепи очите и го разбуди подсвесното во мене. Кривината го исправи мојот од планината на потонатите души, а јас се уште чекам да го отворам мирот кој нетрпеливо брмчи и се судира со првомајскиот бумбар. Зидините се подготвени за твојот убав лик, но дали вистински тоа го сакаш? Вау, браво! Нели? Чекам уште јас. Чекам Да, уште. толку што Ајде, е победи пријатно уште нека. кога ја слушаш. Да. Да. Ајде, овие се интересни. Исто така, само да најдам некој. Ангелска убавина. Девојко со ангелско лице, Бог ти дарил волшебна убавина. Научи се како да ја носиш. Шарм со кој плениш и сите паѓаат пред твоите нозе. Добрина која на свет нема. Најубавите нешта кои од рајот ги зема. Твоите долги коси на кои можат да позавидете самовилите. Страв чувствуваат од твојата убавина. Исто како кога ги гледаат крокодилите. Се плашат од нив, а се плашат и од твојата непредвидливост, која е толку силна, а истовремено и од твојата слика милна. Вау. Браво. Прва книга. Прекрасно. Значи се плашат како од крокодилите, да има ваква убавина. Да, многу. Слушай, многу убава компарација, Нели, јас до да. сега не сум слушнала Да, искрено, Ама така баш и малку ми беше смешно кога го читам поентирачко. некогаш, ама така и знаеш, некогаш барам и малку некој да се насмевне, да се насмевне, те некогаш има некои многу тажни и нешто Да. така, слушаш и на крајот ти станува малку смешно или позитивно и така, баш интересна компарација, да. Многу интересна. Ова е детската. Ајде ќе слушаме сега да видиме Марија да ни прочита нешто од Можете? нејзиното, Да. па ќе малку наизменично да одиме. Може така подобро. Јас се мислев што ова така ми дојде, викам тоа. Како Марија, кога ти дојде, како Така сакаш? ми дојде. Добро. Здивот на Бог, баш преска го погледнав кога зборевте нешто, фала му на Бог и викам тоа е. Да, па Јас слушај, пак ти со посакувам синхроницитет. што побрзо да изадеш и ти книжка за да Фала ја ви, промовираме. баш. Да имам мотивација плюс, Да. да. Здивот на Бог, инако јас пишувам најчесто во акростих, што сега не може баш да се види, нели, ама браво. така на првите. Да, добро, тоа да. е специфичен акростихот. Да, да. Повели. Здивот на Бог. Зарем не знаете дека името свето му е? До кога со сите безсмислици? И го насетив здивот на универзумот. Всушност неговиот и ничи друг. Оти не сакам да е ова било чиј стих, сакам мој да е. Тој ми шепна така. Месечината ми намигна и се скри зад облаците. Некој чуден пулс дишеше се, вибрирачка хармонија. Астрална димензија. Ми влезе преку прозор. Бафомет. Го има и тој во себе, о само да си признаеш. Господ е се присутен, не заборавајте. Браво. Браво, Марија. Имаш уште некој, ајде. уште една, оп. Ајде да се повели. Клуч што ги отвора сите врати. Колаче со вкусна месечина. Лигава материја што се сомнева. Убаво е кога имаш инспирација. Чесноста пред себе е пресудна. Што ако паднев, се фатив за гранка. Таму бил клучот. О како ли само ми прилегаше на дланките. Ги преведуваме нештата, а не треба. Има само една вистина. Ова срце раѓа плодови, од нигде никаде, во школки. Та мора да изгледаат заканувачки. Ветрот ги познава и ги бира тие со бисерите. Ова срце не знае за стоп. Раката се фати за сопирачката, а срцево ги прегази сите гранки, без ни да забележи. Сите ние имаме ангел чувар. Изгледа на мојот часовникот му е расипан. Тој ми го знае вистинското лице и во добро и во зло. Еднаш го излажав и му се расипа часовникот. Времето почна да го мери со минус и плюс. Радоста во импулси и моменти кои одат и доаѓаат. А тоа делчето што ме копка цело време, останува да не достига. Та и клучот успеав да го изгубам. Инспирацијата е приврзокот од бисер кој го пронајдов во школката со одблесокот од сонцето и ми шепна дека клучот се сплотил со сиот цвет.
Вау, браво. Браво, браво, Марија, навистина. Прекрасни стихови. Ти посакувам што побргу збирката, значи фокусирај се сега на тоа и да правиме промоција. Важи. Ете така. Вие двете обавезно ќе присуствувате. Секако, па да, не може. Слушај, вие со Без вас Марина сте никак. во тандем, а еве јас сега третиот вака се вклучувам во тројката. Да, супер. Маринче, ти што одлучи душо? Јас една песничка ево од детските така, што е среќа. Се прашувам дали среќа е да имам нови видеоигри или пак облека по најнова мода. Но понекогаш помислувам дали некои дечиња имаат вода, вода да пијат, но и да се мијат. Дали имаат што да јадат и каква храна. А ние некогаш се муртиме кога не тераа да јадеме банана. Срекни сме кога имаме храна и вода, не прави срекни е новата мода. Ова е за сите, да бидеме срекни со се што имаме и да сме секогаш срекни со ситни работи, затоа што тие прават најголемата среќа. Токму така, токму така. Не може нити модата, нити ништо да не устреки од надвор, секако, нели, убаво е да можеме, нели, да си приуштиме, да изгледаме пристојно и се, но она внатрешното, она на што е примерно, на што треба да се фокусираме, да се посветиме, да ги негуваме тие вредности, тоа е најважното. Па да, од најмали нозе да ги цениме и ситниците и на малите работи, да бидеме среќни, затоа што некогаш можеме да имаме се, а сепак да не сме среќни. И од мали да знаеме да го цениме тоа што не прави среќни, дека не прават секогаш големите работи. Среќни дека малите работи така си имаме желби, вака ќе однемаме желби ако имаме се, ако не се случува се како, нели, што сакаме. Морам да се трудиме, да се потрудиме, да го добиеме тоа и така ќе знаеме дека сме успеали, сме се труделе да правиме нешто. Токму така, кога сме веќе кај желбите, ти мене ми кажа дека исто така имаш голема желба да пееш. Точно, да. Имам многу голема желба да пеам. Јас и Марија имам така ептен личности, требаше да глумиме заедно во една представа, ама еве пак се случи непредвидено. Да, јас бев макијата, она имаше нека друга улога. Самовила нешто така. Јас да. се потоа вклучи, ништо не се случи од моето глумење, ама за пеење јас имам пеено на 6 години, на 16 и велам сега нарете на 36 години. Ама ама него така се го потиснував тоа како ајде, тоа било, повеќе се посветував на играњето, не спомнав сакав јас модерен балет, учествував на еден проект во Скопје, така настапав низ цела Македонија. Кратко кажувам и за пеењето така го оставив и се оставив само на танцот. Знаеш, играње, танцување, зумба, модерен балет, а пеењето го запоставив. И така, пред некој ден кога се сретнавме, добив инспирација пак да пеам така, слушав толку убаво. Вие сте инспиративна баш. Мултиталент за се, тоа го знам секако. Ама толку и почнав да пеам. И дома моите ме прашаа, нели, викам, гледа, јас и болка и се чувам овде. Значи ти доби инспирација да пееш повеќе од кога ме видат мене на кога пеев Мајко Божја. Да, затоа што искрено ние си ги чуваме нашите емоции често, значи овде ги чуваме, ги собираме и затоа често не боли грло или имаме некој проблем, не можеме да кажеме. Поготово пета чакра, тироидната жлезда, ако не ослободиш обавезно. Неискажан. И така да добив желба и реков, не, јас сакам и можам. А така кога сум пеела, кога ма слушано, знаеш, се каже, супер, па ти знаеш да пееш. Не сум знаела како така и ете, сакам да пеам искрено. И се надевам дека и тоа ќе се оствари некојаш да пеам после толку години. Зошто да не, па еве ми прати, нели, пишуваш текстови за песни, па зошто да не пееш? Случаен текст, случаени уметници, мене ми беше драго затоа што потоа нивните желби отидоа во друг правец, мислам не во друг, во истиот правец, ама на повисоко ниво, што тоа беше еден почеток, така излезе една песна, јас кога видев каква песна, леле, знаеш, тоа не спонтано, знаеш, многу брзо, пеачката исто млада, сега веќе успешна и останатите успешни и така, можеби, да, ќе се никогаш случи. не се знае. Зошто да не? Да. Марија, ти имаш афинитети за пеење, бидејќи нормално театралноста, глумата исто така бара талент да се има и за пеење. Па да, нели сцената си го бара тоа и јас предска многу брзо ми мина фотографиите, нели нешто споменав дека пее во хор, ама тоа беше во средна школа кога бевме, инаку имам пеено исто во хорче во
детско фестивалче, на времето кај нас имаше едно фестивалче Пинокио, па наредната година бевме во ритмичка група, нели? А пееше ти на фестивалчето? Па немав соло, ама пеевме во хор. Аха, хор, Да, добро. Значи ја цел живот во хор. Добро, па Па сега сме почнале од Да, хор. да, Јас да. сум пеела во хорови. Па добра школа е тоа, искрено за Како не? пеење. Да, посебно од мала возраст. И подоцна, еве сега, нели, како што кажав, за со аудио продукција, ама повеќе рецитирам јас во моите песни, имам делови некои што пеам така. Помалце си пеам и јас, од секојаш имав и јас таа желба за пеење, искрено, уште од дете. Ајде ќе ве викнам да ми бидете практички вокали. Ајде, може. Може. Јас дури добив Само трето место на 6 години, Да. избунета, срамежлива, дури и избезумена кога ме викна трето место. Тоа да не е на Сраме- Мис Клинцеза или не? Деца имитатори. А, добро. Да, пеев и ја на тоа, јас на тоа гледаш сум заборавила. Да, ете те подсетив, И јас на се тоа и сеќавам, на да. Мис Кинцеза и таму се Да, пеа да. песни. Па добро сега тоа да. Одамно премата било, да. Поголема. Да, да. 16 веќе кога бев тинеџерка и пеев и така прекина, знаеш, како некој вид на трема, не си сигурен, ама еве сватив дека треба да Еве сега продолжам. како да финишираме некако јас. Мора Може би е најдобро нешто да запеете за крај. Ау, не. Ако ви текнува нешто. Ау. Дали си потпевувате заедно? Не сме до сега тоа. Па не, Да, баш не оно, сме можда почнале. нешто така, као... Да. Што ви е омилено? Еве да речеме, што ти е омилено, Марина? Искрена да бидам, јас одамна, Марија го знае тоа, јас пеев и црковни песни и така, Ајде, можеш ли гласов, рефрен? ама сега не сум подготвена. Не сме распеани. Да, а сакав на Марија да испеам така, затоа што можеби, мислам, го имам кажувано, можеби, дали или заборавила или не сум ми потенцирала, ама пеев. Да, бе, баш ми Имам, збореше Јас после... обожавам госпелни песни, на вистина. И... Да, по емисијата може да направиме. После вашиот настап таа ми збореше колку, значи ја вративте желбата за пеење. Да. Да. И другата Да. песна што беше во слава на Бога исто. Да. Јас ко би прочитала една песна за крај, ама Марина, ако ќе сака... Ајде Марина, малку нешто од те. Да, она Што ќе може. ти текне? Мислам дека после емисијата најдобро. Ако после емисијата ме Не во емисија, нешто, некој рефренче, сети се, Сега сконцентрирај се. Да. моментот нема да ми текне, не знам. Немам идеја. Што знам Што која, може што би да можела. Ајде размисли додека ни чита Да, може Марија, така. нека прочита а ти размисли за крај што ти доаѓа да запееш. Ајде Марија повели. Момент. Мислам дека ово за крај е баш добро. Зашто се вика, злото му се покори на доброто. Така, тоа и треба. Тоа и треба. Ова е време Да. кога стварно доброто и злото се во конфликт и кога и колку и да изгледа илузорно, сепак велиме доброто ќе победи. Точно, и вие со настанот им ги отворивте срцата, што тоа е целта, нели? Затоа што срцата без да се отворат, ништо не може да победи доброто. Токму Тоа е. така. Повели Да. Душ. Злото му се покори на доброто. Знам, видов на небото. Лотарија од моменти. Кој ли си го заслужил? Облаците целата приказна ми ја шепнаа. Ти беше зафатен со твојата глупа панорама. Очите треба срцето да го следат. Моево исперцепира милион нешта. Убавината на мигот е минливо трајна. Спектар од емоции. Која си ја заслужил? Едно зло крикна и падна во немоќ. Плачот се сокри во езерото. Очиве мои прогледаа и видоа залез. Кршливоста на доброто го сочува од надменост. Островот и сводот си станаа само мои, и чунот само мој. Радоста бара да се сподели. Со кој? Имагинацијата не познава граници. Незините патерни се одсликувања, а возвишеноста потајно и тропа на врата. Доброто не се затвора во школка. Образот не се мие со вода, ни се мазни со брич. Бакнежите не се крадат, туку позаемуваат. Римата треба живот да значи и сон. Оската на симетрија понекогаш е толку погрешна. Тие лаги толку големи, ко вселена. Оваа свртена страница е нужна како исконската борба на добро и зло. Браво. Браво. Сега верувам дека да видиме сега додека вака зборуваме еден крупен убав кадар, исто додека како беше Марија, така и Марина,
Колку што можеш, Маринче, што ти дојде на памет, кажи ми, душо драга, и да финишираме. Да ви кажам со пењето? Да. Ајде ќе се обидам. Обиди се, На наравно. кратко, може би тоа и како некоја порака ќе биде. Од Магдалена Цветковска, учам од најдобриот. Браво, браво. Супер избор. Ќе видиме како ќе излезе. Ако не, без, како и да излезе Секако се... не се убаво. преоптерет. За забава. Да. Да. Учам од најдобриот, кога плачам и во сон. Учам од тебе, учам од тебе. Сега преку ног имам срце студено. Учам од тебе, учам од тебе. Мислам дека добро. Браво! Ова така како една порака на сите да си најдат некаква сила, да учат, да бидат подобри и да се изборат со сите своји болки, таги што ги имаат, ама не да имаат срце студено, тоа е, нели, да од студено да стане топло. Ама ете како една кратка порака, така неподготвена со пењето. Одлично. Слушај, беше неподготвено, фати малце пониско, Да. инаку кога ќе би бил тоналитетот оптимален, би била супер. Значи има талент, Да. тоа е тоа. Учам од тебе. Да, ама нели не знам како би звучал, затоа што немам пеено во емисија и слично, и затоа така Не. колку да се слушнат само зборовите, Пораката е битна. и пораката. И ми знаеме беше дека и поважно. талентот е тука. Девојчиња, ми беше драго што денеска бевте Истина мои нас. гости. Многу поздрав во Кочани. И Благодарна. да ви бидете вака весели, оптимистички расположени, креативни и само Божја милост и Божја убавина нека се лее на вас, затоа што верувам дека уште долго ќе се дружиме. Ви посакувам на вистина се најубаво и ви благодарам уште еднаш што бевте дел од нашето заедничко будење. Исто, и ние Исто ви и на благодариме вас. од срце. И само Наистина љубов. чест. Тоа. Да. Љубов, Љубов. топлина. Само тоа можеме да кажеме. За крај, секојаш заклучокот е само љубов. Ете, драги мои, ова беа моите две љубовни дами, Марина и Марија, ги испраќаме со убаво за Кочани. Одиме со малку музика и ред рекламчиња за да влезе нашиот следен гостин. Со Јулија. Žena, јас бев жена која имаше свој сон. Жена, само жена која немаше свој дом. Жена која чека зора, што се зори срце, да ја отвори. Жена, сега јас сум жена, а ти си мојот дом. Жена, само жена која живе свој сон. Жена која љуби зора, што се зори срце, ти ми отвори. Ангел си небесен, љубов си, постела мека од душа си. Ангел си, возвишен. Моje сонце, моje небо, свет си мој. Жена, сега јас сум жена, а ти си мојот дом. Жена, само жена која живе свој сон. Жена која љуби зора, што се зори срце,
Будење со Јулија. Keep my cool, but tonight I'm whining. I'ma be in a dangerous mood. Can you match my timing? Telling me that you really about it, what you're hiding. Козметичко студио Жанета Естетик. Решение за секого. Здравје и убавина во едно. Природата мисли на вас. Квалитетот го создаваме ние. Решете ги вашите естетски проблеми. Бидете исклучителни, бидете своји. Само со Жанета Естетик. Будење со Јулија.
будење со Јулија. Ете, најдраги мои, ги испративме нашите две шармантни гостинки кои навистина ни го разубавија студиото. И еве, продолжуваме во тој дух, драги мои, едноставно со прекрасни луѓе, со луѓе кои што се посветени, со луѓе кои што веруваат во Бога, со луѓе кои што чествуваат, со луѓе кои што едноставно им е мил патот божествен и покрај тоа што можеби имаат сосема некои професии кои ги оддалечуваат од Божиот пат, но јас и на почетокот реков во мојот увод, драги мои, одлуката е наша, колку ние на вистина ќе се посветиме и колку сакаме да допреме до она божественото во нас и околу нас и колку сакаме да му служиме на Бога, тоа е наша одлука во овој свет кој што едноставно само го гледа материјалното и кој што едноставно можеби нема слух и заборава дека над се и пред се е Бог. Епа, еден таков човек кој што решил да оди по божествените патеки е и мојот следен гостин, кој што веќе е на својата позиција и кој што едва чекам да ви го представам заради тоа што тоа е еден човек кој што е од секојдневниот наш живот. Едноставно има една професија која што си ја работи вредно во фирмата каде што работи, но одлучува да оди по Божите патишта, да му служи на Бога на еден друг и посебен начин со што ќе го отвори своето срце, со што можеби ќе го отвори својот пат. Но што одлучил и зошто го прави тоа што го прави, зошто се вели ходочасник? Ние сега ќе дознаеме и денеска лично и персонално од Сашо Серафимовски. Саша, добро ми дојде. Добро ве најдов. Како сте, за Саша? поканата. Па, добро, како да ви кажам. После волку патување оваа година и малце одмор. Не успеав сите да ги реализирам, ама оставивме нешто и за до година, што ете, не од мои причини, туку од други причини, од војните, од што беа околу Израел. Ке кажеме и за тоа, чекај, одма немој да почнеш, чекај малку да те прашам како си. Веднаш почна со тоа, со она што е службениот дел. Да. Малку релекс. Саше, морам да кажам затоа што е навистина се одушевив и еве по овој повод да го поздравиме нашиот другар Лаки, кој што навистина ми даде инспирација и ме запозна со она што го правиш ти сега. Еве да кажеме дека ти си човек кој што долги години работиш во Дрисла како што? Како референт за уништување на отпад, што е. Па сега сте толку многу актуелни, Саше. Актуелни сте, бога ми. Не смем. Ќе помине и ово. Секако, но јас верувам дека ти си еден од тие бедните и што се вели она што си ја работиш работата, нели, одговорно. И кажи можеби јас нешто. Па, сем тоа што работам од Дрисла и работам како туристички водич, што ете имаме можност луѓето, патниците као верници да ги носам по манастирите што се околу Балканот. Сега за сега имаме таква можност, здравје Боже, до година може и нешто поголемо ќе направиме некои подалечни манастири што се чисто онака да ги запознаеме и себе си и нив да ги запознаеме духовно повеќе. Да, токму така. Епа можеби и тоа беше причината, ако веќе работиш како туристички водеч, поготово за тие духовни места, светилишта, нели, наши овдека низ Македонија, низ Балканот, и ги има и тоа премногу. Тоа е можеби кога човек ќе отиде на тие духовни патувања, едноставно сваќа дека нешто друго во него проработува, се раѓа онаа желба, можеби тој мир, тој спокој кој ќе се осети на тие места е некоја друга димензија која што те враќа кон изворот, кон божественото. Која беше причината ти си, еве сега да речеме, вака изванично одиш на ходочастија, значи си решил од Скопје да патуваш до одредени манастирски дестинации каде што е света енергија, каде што се големи светилишта и тоа е сега нешто што тебе ти е преокупација, да речеме, и ти ја полни душата. Не, фактички еден вид ме исполнува. Тоа што по манастирите без разлика дали су Македонија или некаде на другиве држави, кај што ќе отидем има мир и спокој. Тој што е како да кажам, мал верник. Малце да верува во она што го бара, го наоѓа тој мир и спокој. Има X примери за, еве ќе го земам пример Острог. До сега имам 179 тури направено за самиот манастир. Од тие
им се случило многу убавина дешавки на самите патници. Да имаат принува у фамилијата, да имаат нешто излечени од некоја тешка болест. Што ете, кој ќе стигнеме таму, мирот и спокојот не може никој да им го одземне некој одреден подолг период. Тоа е само што тие луѓе што имаат мала верба во себе. Тие што идат туристички да се прошетаат по манастирите, не може нигде да го најдат тој мир и спокој. Тој дошол, видел и си заминал и ќе каже ја бев. А тој што отишол со некоја желба, со некој поубаво утре, секогаш го наоѓа тој мир и спокој. Без разлика дали има некаков проблем у фамилијата или нема сака да му биде поубаво. Тоа може само да се доживее со мала верба што имаме во самите на себе. Една мајчка што ете успеав да ги направам, само една од дестинациите не е направена поради војната во Израел, таа ја оставив за наредната година, иначе сите тие дестинации се поминати пешки од Скопје. Значи, браво, ги имаш тука сите дестинации. Скопје Хиландар, Скопје Ерусалим, Скопје Рилски манастир, Скопје Острог, Скопје Јаши. Браво, Саша, браво. Само Ерусалим ќе направиме до година, пошто бев спречен ради војната, не успеавме да отидеме. За таму ќе требаат некаде 40 дена. Здравје Боже, и тоа ќе го направиме. Ќе се оствари. Знаеш како велат? Јас сум слушнала од луѓе кои што еве и ти многу убаво кажа, кои што имат некаков здравствен проблем, не можат да одат. Еве поготово од оние луѓе кои што оделе често за Острог. Значи не може човекот да оди затоа што има еден пат кој што треба вели и пешки да се изоди до таму, но добива таква сила луѓе кои што навистина и го изодат тој пат без никаков проблем. Значи тоа е таа божествена моќ што ги води, што велиш ти, кога човек ќе отиде можеби со таа исконска мака, желба, верба во Бога, се случуваат чуда. Имавме едно другарче што е хендикеп инвалид, што тешко се движи. Успеавме да го натераме да дојде со нас. Се искачивме и кога завршивме сите тие, кога требаше си одиме, имаше доби преголема желба да се симне. И кога он има тежок расчекор, пошто има проблем со тоа, и кога се симнуваше надолу, чекорот му беше поголем, значи имаше некој поголема енергија од него. Тоа е чудна работа, само што тие луѓе што гледаат тоа го доживеа дека да го видат. Битно е само верба да имаме во самите. Без разлика што да работиме, ако немаме верба во она што го работиме, чаве го работиме. Токму така. Саша, што се случува кога ќе решиш да отидеш на некоја тие ходочастија? Како тоа, значи, како тргнува самата идеја? Имаш ли луѓе што те следат, што те поддржуваат, бидејќи одиш пешки? Јас ова го добив, пошто ги водам турите за Острог, почесто и како што идевме нагоре, запознав една женичка. Тоа е, значи, пред отприлика 4 години. Тогаш она имаше 68 години. Пешки тргнала од Подгорица до Острог. Тоа се некои 43-4 километри. Вика, јас вика, еднаш во месецот вика одам за Острог пешки. На таа возраст. Викам, добро, стигнавме горе, се сместивме. После неколку голем период на сати, женичката дојде, се помоли. Вика, јас ова го правам за здравје, за моите најмили. И викам, сега се враќам у Скопје, викам, па ако може женичка, викам, да го направи тоа, викам, чекај, ја ќе пробам. За 12 мај, пошто тогаш е денот на самиот манастир, решив јас пешки од Подгорица стигнав до Острог, за некои си 12 сати од прилика. Пешачењето беше. Па викам, ја кога стигнав тука, ја викам, ќе стигнам од Скопје, викам. И наредниот период направив план од Скопје, за 9 дена бев во Острог. Поминав некаде 597 километри, мислам, преку Србија, Црна Гора и стигнав до манастирот без никаков проблем. Браво. Браво. И така се роди таа идеја за посетување на самите манастири.
со мала верба, со ете кај нас не е толку самото поминување низ Србија. Сегде те пречекуваат, сегде те примат, сегде сакаат да ти дадат помош, вода, сок, без разлика јадење. Мислам, ние кога се движиме на такви патувања, слабо јадеме, пошто ако се не јадеш не можеш да се движиш, и шекер и притисок се ти паѓа и едноставно те тера на спиење, додека кај нас не е така позастапено, а овие другиве држави сегде е застапено ова ходочасново патување до самите манастири. Токму така, и кога се оди така, едноставно храна за телото е таа, просто Бог го храни телото со таа божествена енергија, и затоа телото и не треба толку храна. И затоа е добро и да си го испостуваме телото кога сме во верба со Бога, заради тоа што навистина тоа е всушност и лекот, тоа е патот до исцелувањето. Не до исцелувањето, и покрај самите луѓе кај што поминуваме, кај што се движиме, самите тие ти даваат уште поголема снага и верба во движењето. Тоа што ни се случи за Тумане, кога тргнав со уште две дечиња со мене, дечиња да ги кажам за мене, го поминавме ниш и некаде пред Алексинац, кај местото Тешница, Светислав доби запаление на ногата, на лигаментите, не можеше да се движи. Покрај нас поминаа многу коли, никој не застана. Застана една девојка од самото место Тешница, виде дека имаме проблем, дека малиот не може да се движи. Во кола, сепак женско е, ние три машки бевме, во кола, не однесе на лекар. Значи тоа се некаде околу 10 километри од Алексинат беше. Во кола на лекар, малиот го преврза, видоа дека има огромен проблем, дека не може веќе да се движи. Се сместивме, малиот имаше преголема желба да стигне до манастирот Тумане. Од Алексинац автобус свати до Белград, од Белград воз свати до Пожаревац и од Пожаревац комбе фати до самото место. Успеа да стигне, што имаше таа големата верба во себе. Тоа што сакав да се напоменам, што по другиве држави самите луѓе ви помагаат. Тоа е непишано. Не можам да го, не правило туку, не можам да го опишам тоа чувство. Еве ќе ви дам пример. Стигам на граница. Му давам пасош на нашиот полицаец, му викам ќе идам пешки за Острог. Тој почнува да се смее. Викам, добро. Застанувам кај Србенот, му давам пасошот, човекот излезе, да не ти треба вода, сок, односот на зборовите и на самиот потреб. Еве затоа ние сега зборуваме на овие теми, за да луѓето сватат што е тоа и малку повеќе да го доближиме тој момент и тој сегмент, заради тоа што навистина такви ходочаствени патувања постојат. Саше, ќе се сложиш да ги погледнеме, има фотографии, јас би сакала еве вака и сликовито да видат луѓето како изгледа твоите патувања. Ајде да ги прокоментираме. Ова се Светислав и Стефан што тргнавме за Тумане. Ние тројца тргнавме од граница. Значи, се движевме некаде, излагавме да пешачиме некаде кај 2 сат, 2-2,5 ноќта. Ова е кај што спиевме во Врање, човекот кој му кажавме дека сме тројца. Мораме побрзо да ги коментираме. Ова е Манасија манастирот, тука веќе сме двајца. Светислав откажа, пошто он беше таму. Ова е пристигањето во самиот манастир Тумане. Само што пристигнавме таму, отец Стефан не прими, не удостои молитва. Ова е испостницата на Свети Зосим што е, иако е и светецот Јаков таму, испостницата на Свети Зосим кај што живел, ова е Тумане манастирот како изгледа. Да. Тумане, ова е отецот Стефан што не удостои, што не прими, што не исчита молитви, не наси на сите ти имиња што ги носиме, што ги носевме за сите. Ова е за патот за Рилски во Паланка, ова е фудбалски клуб од Бутел, што ме пречека таму, знае дека доаѓам, сака едноставно фотографија да направиме на граница за Рилски, македонско-бугарска граница. Ова е веќе
манастирот, Рилскиот манастир, што е македонски манастир. Македонци го граделе, македонци го правеле. Прекрасно здание. Баравме молитва да ни исчита, таму да се исчита на молитва што ме пратеше екипата. Не најдовме, не ни исчита и си заминавме. Добро, како и да е, си важно енергијата. Нашето, мислам, го и направивме. И сами сте си се помолиле, да. Да, нашето го направивме. Велелепно здание, колку е убав. Преубаво издание, све ова македонци го имаат правено. Прекрасно. Ова е веќе патот за Острог. Тргнав без придружба, сам. Придружбата дојде кај местото Брус, од таму почна да ме прати, па све до самиот манастир. Ова е детенце што е болно, што кога тргнав за Јаши, носев мајца од него. Што е болничко? Сега, мислата ми е Значи, така нешто, така нешто. Они се од Лесковац, мајка му негова не замоли дали може да носим, викам нема проблем, ако може. Ова е Рибарици, патот за Острог, тука поминавме, ова е веќе пред Подгорица, кај што ги поминуваме тунелите, ова е пристигањето во Острог. Иначе се движевме на некаде околу 40 степени. Ова се 3 голубчиња, има приказна за нив. Тоа е кој ќе почне молитвата во 15 или 16 часот, 3 голубчиња слетуваат на самата ограда и застануваат под тројцата светци. Кој ќе заврши молитвата, си одлетуваат. Бидејќи фотографиите одат? Ова е пратњата што беше за манастирот Јаши. Напред поголема дестинација од 100 километри, чисто сакав само да го посетам манастирот. Ова е другарче што втор пат го среќавам и не удостои на сама бензинска да направиме пауза. Ова е веќе во Романија, кај што немавме средства за да спиеме по мотоли. Ова е кој е местото Бран, дворецот на Дракула. Ова е нашиот репрезентативец Зајков, што ме удостои во крајовани плати смештај со негов зет. Ова како што се движевме, иначе Романија е преубава со замоци. Значи ова е во Романија. Во Романија. Ова е местото Јаши, моштите на Света Петка. Иначе еден од најпосетуваните. На Света Петка. Да, еден од најпосетуваните. Ова е веќе тргањето за Хиландер. Ова е Велес, езерото Младост. Ова е Свети Димитрија после Велес, кај што ме удостоува 2 пати. Ова е веќе Гевгелија, не Гевгелија, Дојран, кај што ноќевав. Кога одиш со Хиландер? Да. Ова е веќе Хиландер, Светата Лоза, што ви кажа, што има дава од грозјето млади брачни парови што имаат пород. Воденицата што е во Хиландер, што е и уште еден благодет. Ова е од надворешната страна на Хиландер. Ова е гробницата на сите монаси што се успокојуваат и се кажува дека на черепот, ако носот му е здрав, тој водел испостнички живот, а тој што е носот оштетен, значи не бил како прав испостник. Така се прекажува. Ова е самиот плес на Хиландер. И ова се мапите, рутите, што како се имаме движено по самото. Иначе без разлика сегде кај што патува пешки, мора да се направи мапа за да знаеме од кај стигаме, како стигаме и кај треба да преноќиме, колку километри треба да се поминат, у колку саат треба да станеме, дали 1,5, 2, 3, се зависи дестинацијата колкава ни е на движење денеска.
Се ще гледам на мапите, заприметив дали, бидејќи некој лога, видов дали има некој кој што навистина ти помага при тие ходочаснички патувања, колку луѓето се одзиваат на таквите подвизи? Многу ретко, многу слабо. Ова што ги видовме логоа тие покровители, што ми се претежно ми се пријатели. Таму Па слушај, добро, значи имаш многу пријатели. Па види, нешто ставаме од две српски фирми што беа на логоато е една фирма од тоа девојчето што ни помогна во Врање. И ние да се одужиме на Незе, го оставивме него. Пријателот што ни е, тој мотелот што го видовме, 2 пати, 3 пати идеме, не ни наплаќа спиење. Сепак, да, секако. И Копоник што беше, Колашин што беше, тоа се пријатели што ги имам стекнато по овие поклонувачки патувања, секаде си вика добре дојден и нема да ти наплатиме. Додека кај нас е друга приказна. Или ти наплаќа, или ти бара дел од нешто од сумата. У Србија и ова кај што сретнавме пријатели, никој пари не ни побара. Да, затоа што е тоа на едно повисоко ниво, луѓето се запознаени, но еве сега прилика на вистина да се запознаат со ходочасничките патувања, заради тоа што јас верувам дека е убаво кога вака има луѓе лидери во тоа за прв пат кога ќе го отворат патот, па може и други луѓе ќе се придружуваат, за да не бидеш утре сам, затоа што еве сега рече сам си тргнала некој. Може би некој ќе сака да ти се придружи, па заеднички да отите. Еве дечињава што беа ни се имаа желба, сакаме со тебе да дојдеме. Ама еве, јас се кладам дека ако све беше во ред да не му се случеше тоа на Светислав, ќе дојде и за Света Гора. Сега до некаде и стравот си го прави Нема своето. потреба од страв. Бидејќи сите знаеме дека кога одиме кон храмот Божи, стравовите треба да исчезнат и да не се сомневаме дека секи биде добро. Тоа е точно така. Например, кога идевме за Романија, кога таа слика, мислам дека не успеав да ти ја пратам, ни се појави мечка на патот. Кога стигнавме на местото да преноќиме, добивме аларм дека на некои си 12-13 километри има мечка. Се симнале на самиот пат. Јас на момчето што ме пратеше, му викам, јас ќе одам по секоја цена. Знам дека мечката ќе нема. И еден отец од Скопје ми рече, кај да идеш, што да идеш, први ќе си кажеш молитва. Да ти се исчисти. Кога ќе се случи нешто, кој ќе ти забега паметот, кој ќе ти се појават некои животни, само повторија молитвата. И мечката беше на, како што се качував на планината, мечката беше на некои 150 метри од мене. Како идем се понатаму и понатаму, се повеќе и повеќе кажуваш молитвата. За некои си 3 до 4 минути мечката фати на кај планината. Јас не успеав да сликам, пошто телефонот ја водев мапата, имаше неколку патишти, јас тоа ми е жал што не успеав да го сликам, да им докажам дека без разлика кај што идеме со Божја помисла, сегде поминуваме. Токму така. Саше, кажи ми која молитва си ја кажуваш? Можеш да ја кажеш молитвата? Која е најчестата молитва која што таа е најкратка и најмоќна молитва што гледам дека сите тие ходочасници ја кажуваат: Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилувај ме. Толку. Не треба ништо повеќе. Токму така. Да ја кажем и сега заради тоа што сакам со нејзи да завршиме и не треба многу голема филозофија што велиш ти, да. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилувај ме мене, грешниот или грешната обично се кажува. Луѓето ние тешко си ги признаваме гревовите, но навистина на тој пат треба да се чистиме што повеќе и да не се срамиме да изговараме Исусовата молитва, така ли? Така. Саша, тука ќе го завршиме разговорот. Јас ти благодарам што беше денеска мој гостин, што ми се одзва. Малку, како да кажем, времето ни се стесни заради тоа што малку ми беше и понавиена агендата, како и да е, еве секогаш вратите се отворени за секое ново ходочастие, за секој нов подвиг. Ќе бидеш драгоцен гостин во моето водење. Благодарам уште еднашка на поканата. Ете, најдраги мои, овдека ги исцрпивме за темите за денеска. Верувам дека и вие уживавте во нашето денешно заедничко будење, што да ви кажам за крај на вистина. Само да останеме со Бога, да ја повторуваме
најубавата, најугодната молитва која што е на вистина молитва која што исцелува. Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме, помилуј ме, помилуј ме, мене грешната или мене грешниот, како и да е. Господ со нас, драги мои, останете ми во добро до следното видување, до следното наше будење. Будење со Јулија.